Во секојдневното живење исправени сме пред бројни предизвици. Многу од нив не лутат, многу не обесхрабруваат, но говориме гласно за да правиме промени во општеството. Исто така треба да говориме гласно и за оние моменти кои што не прават на вистина горди и кои треба да бидат позитивен пример за тоа како треба. Како треба да се организираат инклузивните настани, совршен пример се чини даде првата модна ревија за инклузивна облека за лица со попречености и на оваа тема говориме наредниве минути со идејниот творец, наш долгогодишен пријател на утринската програма Гера Трипков од Сдруженијето Equality, но особена чест ми е што во Македонија наутро утрево ја имаме и Неделка Чукчуковска, која што беше брилијантна во улогата на модел во ревијата. Добре ни дојдовте. Добро најдов. Добро утро и добро ве најдов. Ајде прво на самиот почеток. Свесни ли сте што направивте? Ова е позната реченица која што некако од кошаркарите ни се влече и ја користиме за се што е убаво и позитивно во општеството. Не сме уште свесни што направивме. И тоа ќе бидам искрен со вас, сега се вратив од едностранско патување. И луѓето кои што го виделе тоа што го направивме, ни го потврдуваат уште еднаш тоа дека сме направиле нешто вау. Зборуваме за високо развиена земја од Европска унија, каде што имаат прекрасна пристапност, инклузивни процеси. Кога некој така од страна тоа ви го кажува, сигурно сме направиле нешто вредно. Токму така, да. Инклузивната ревија направи уште еднаш гласно да зборуваме и да се чуе, да одекне пораката за тоа што е неопходно во контекст на поголема инклузија на нашите сограѓани со попречености. Еден аспект е и облеката. Гера сме зборувале со вас низ годиниве колку време ви е потребно да се облечете за да започне денот, но еве ме интересира Неделка да ги фатиме различните аспекти на попреченостите. Кои се предизвиците пред кои што сте исправени во секојдневието? Колку, да речеме, инклузивната облека како еден аспект би го олеснило функционирањето во секојдневието? Па искрено, како личност со хендикеп, со физички хендикеп и кој работи, искрено значи многу. Бидејќи секојдневно посветувам, не претерам, но 20-25 минути во облекување, ако не и повеќе. И искрено, значи, многу значи, бидејќи штедењето време во секојдневието, вистина многу значи. Бидејќи на месечен план, ако го собереме времето, се работи за денови. Се чувствувате видливи во општеството? Чувствувате дека се менуваат нештата и дека гласот станува, гласот се слуша? Искрено после ревијата, да, меѓутоа реално да кажеме дека не треба многу повеќе такви инклузивни програми, активности како што ги прави нашиот Гере, а кој сум му премногу благодарна, бидејќи ова е многу добра почеток за нас да се покажеме кои сме, што сме, луѓето, општеството да не запознаат и сфата дека лицата со посебни потреби не се само со ментален склоп на хендикеп, туку значи лицата со посебни потреби се нешто повеќе, нешто поубаво и преди да се запознаат. Многу убави нешта може да се видат на ревијата. Тоа е единствената ревија која што сум ја посетила последниве 10 години, на која што имаше час и половина аплауз без да сопре ниту еден од публиката. И тоа доволно говори за тоа колку и ние како граѓани сме солидарни и ние учествуваме во промените. Да, апсолутно. Сметам дека енергијата која што имавме на самиот настан беше фантастична и дека луѓето едноставно осетија дека е тоа нешто што не поврзува нас сите. Односно на човечкото, инстинктивното, најдлабокото чувство на припадност, чувство на човечност, блискост, емпатија, љубов на крајот на криштата. И вистинската магија која што не можевме да ја видиме на самата ревија беше и позади во бекстејџот, каде што имавме
прекрасни подготовки каде што сите овие модели колку стана добро една изгледате, целина. Милка. Прекрасно беше, да. Да. И јас тебе, ако веќе зборуваме малце подетално и една пофалба за Неделка, пошто кога дојде кај нас и се пријави сама, не знам од каде, не дозна, мислам дека од социјалните мрежи не се познаваме претходно. Меѓутоа се сеќавам дека кога дојде првиот пат беше малце така дури исплашена. И полека со тек на време доби храброст. За на крајот да ги видите нејзините фотографии, видеат и го види на живо, мислам дека фантастично. Едно од прашањата, не знам дали се сеќавате кој што ги постави, беше која е девојката со сивиот капут? Да, Модела? се сеќавам, да. На вистина сите се прашувавме, изгледавте безпрекорно од една страна и професионално многу, да. Што значи да се подготвува еден ваков настан? Гере, ќе ни го кажете вие организацијскиот аспект. Неделка, сакам да ми го кажете вие вашиот аспект од подготовката за ревијата. Претпоставувам дека имаше трема позитивна, но во еден сегмент можеби и недоумење дали треба да се учествува, што ќе значат подготовките, дали сте сигурни во одлуката, што се случуваше попатно? Искрено ќе кажам дека имав многу предизвици, но најголема мотивација која имав беше Гере, бидејќи во целиот тој добро, значи Гере и останатите учесници кои беа дел од овој настан. Да, имав многу пропратни стравови, како ќе биде, што ќе биде, затоа што имам голема трема кога сум во центарот на вниманието. Од секога што ме представувало голем проблем. И искрено сакав дури во заден момент да се откажам. Но бидејќи тоа ме беше најголемиот страв кога требаше да излезам всушност, и тогаш во еден момент пред да излезам си кажав, значи ова не го правам само за себе, ова го правам за сите нас. Значи да им покажеме дека ние вредиме, дека ние можеме. Бев исплашена и исплашена од критики, значи она што ни се случува реално по секојдневието на лицата со хендикеп и на училиште и на факултет и на работа и секаде. А кога ги слушнавте овациите, аплаузите? Искрено сакав повторно да искачам. Тоа е тоа. И се радувам што имавме повторно можност да излезам уште еднаш. Што од организацијски аспект значи да се направи ваков чекор? Не бевме свесни што тоа значи од организацијски аспект, иако јас имам работено во бранжата на моделингот порано и од прилика знаев како се организира, меѓутоа имавме поддршка и од Fashion Weekend, од света, така што беше тоа еден многу комплексен процес и продукцијски на многу нисоко ниво, што од почетокот си зацртавме дека тоа ќе биде некој настан што досека не го виделе луѓето, нити публиката, а и да им овозможиме на нив соодветни рефлектори и едноставно внимание. Она што јас можам да го приметам е дека се тоа што го правевме, а потрошивме на вистина многу време, многу ресурси, многу енергија, вроди со плод, бидејќи имавме 31 лице кои што гордо чекореа таму и како што виде таа енергија е неповторлива и мислам дека сите го дадоа својот максимум и буквално така како што кажа Неделка, време е веќе да овие лица да излезат пред денот на светлото и да покажат што умеат и знаат, и од другата страна да се запознаеме со сите оние останати. Деновиве се вративте од Варшава, таму бевте, да. Она што мене ме фасцинираше во вашите објави на социјалните мрежи е колку секој сегмент од живеењето на Варшава е инклузивен. Од факултетите до автобусите, до тоалетите, секој сегмент во живеењето, што е добар пример кој што можеме да го пресликаме нели кај нас. Она што е светла точка од целата приказна е дека и фестивалот на инклузија ќе добие една поинаква димензија и добивте поддршка од Полска? Да. Мојата цел беше да отидам, бидејќи имаме таму партнерска организација која го организира фестивалот Фестивал без бариери, односно Култура без бариери, и тие имаат 170 настани има во 25 градови во Полска во една недела.
во институции каде што се малтене обезбедено и физички пристап и имате и лице кое што е одговорно на кое може да му се обратите и да ви организира. Она што беше нашата целта на Equality е да ја продлабочи таа соработка, а потоа да побара поддршка од тамошните институции за да може да направиме еден регионален фестивал кој што ќе биде пример за цела Централна Европа. Меѓутоа, и ќе ви изненадам, пристапноста, да речеме, во Полска е далеко поголема од некои земји од Западна Европа. Франција, например? Франција е пример кој што не треба да се споменува. Нормално дека имаат институции кои тоа го прават солидно, меѓутоа генерално пристапноста е доста лоша. И потоа сакаме тие ефекти и тие резултати потоа и да ги извеземе надвор во Западна Европа, да не е тоа само од запад кон исток, туку исток кон запад. И Неделка сосема еве за крај да го заокружиме разговорот. Оваа ревија беше уште еден чекор напред во борбата за подобро инклузивно општество. Што е оно што вам ви е лично неопходно во контекст на промените кои се потребни сега и однос? Со Гере сме го дискутирале тоа многу пати, но ме интересира вашето искуство. Искрено потребна ни е пред се поддршка. Од општеството, од државата, повторно ќе кажам, значи повеќе инклузивни програми, повеќе грижа и повеќе исполнување на оние потреби што ни се потребни. Како што спомна Гере, значи за помошни рампи, например, општо, значи секојдневното функционирање, се што би го олеснило секојдневното функционирање. Јас се надевам дека тоа ќе го правиме заедно во периодот кој што следува. Ќе говориме гласно, толку се нашите можности, но гласот менува многу работи, па еве ние како јавен сервис тоа ќе го правиме заедно со вас и во периодот кој што следува. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, да се гледаме за убави поводи. Благодарам. Одиме со вести, колешката Гордана Ѓурчева е веќе подготвена.